predam tebe, Isuse, se predam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ti me sozdade od prazena, idu životem duhna vo mene, po obrazo tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje. Dojde kaj svojite, nego primi ja, nasite što go primi ja, im dade sila, da stanat sinovi Božji, so naslednici sinovi Božji. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram za tvoja ta ljubav, za mirot što mi go dade. Ti blagodaram što toliko ne возлюби, što go dade tvoj jedinoroden sin, Isus Hristos, našiot Gospod i Spasitelj, koja proleja svojata sveta krv za sekoga od nas, i za mene, i za tebe, brate i prijatele. Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeto tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja. Kako na nебото, така на земјата. Така и во моето срце, така и во твоето срце, брати и пријателе. Те сакам, Господи Исусе Христе, го повикувам Твоето име. Го повикувам Твоето име, име над секое име. Денеска зборуваме Дела 8 глава, Савле. Савле беше присутен кога го каменува Стефана и го убија. Затоа што им ја кажа вистината, а што им кажа дека се тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. Им кажа на евреите дека прават идолопоклонство од тоа дека се избран народ. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши, така и вие. И потоа им рече кого од пророците не го гонеа вашите татковци и најнакрај со праведникот, Исуса праведникот го убивте. Вие што го примивте законот преку ангелите, а не го одржавте лицето на Стефан, беше како лице на ангел. Кога го слушна ова, срцата им се исполнија со гнев. Со гнев. Исус никого не осуди. И забите им крцка. И Стефан им рече, Господе, не приме им го ова за грев, и го убија. Савле беше присутен. Едно момче по име Савле ги чуваше алиштата. Беше учесник во тоа злосторство. Савле пак, Дела 8 глава, го одобруваше убиството на Стефана. Во тој ден започна голем прогон
голем прогон на црквата во Ерусалим. И сите, освен апостолите, се распрснаа по пределите на Јудеја и Самарија. А Стефан го погребаа побожни луѓе и приредија голема посмртна жалост. Савле ја пустошеше црквата, одеше по куќите, извлекуваше мажи и жени, па ги предаваше в затвор. Тие што се беа распрснале сега одеа наоколу, благовестувајќи го словото, благовест. Благодат, по благодат сме спасени, точно е. Таткото Небесен слегува во Исус, исполнет со сета негова полнота, бидејќи нашиот Отец е Дух, Отец на духовите, ја пролеа својата крв за секого од нас, да ни помогне од отпадната природа, спротиставени на Отецот Небесен, со сатаната и неговите демони, со Адам и неговата непослушност, што јадеше од дрвото на познанието на доброто и злото, со вавилонците кои сакаа да изградат, да се искачат највисоко, со сатаната кој сакаше да се искочи највисоко, со вавилонскиот јазик, секој против секого. Савле пак ја пустошеше црквата, одеше по куќите и извлекуваше мажи и жени. Савле, така Филип слезе во еден самаријански град, значи тие што се беа распрснали одеа наоколу и го благовестуваа словото. Филип слезе во еден самаријански град, таму го проповедаше Христос. Народот еднодушно внимаваше на тоа што зборуваше Филип, слушајќи и гледајќи ги чудата што ги правеше тој. Апостол Павле на едно место, Савле, кој стана Павле, вели, ние не дојдовме да го проповедаме Евангелието со мудрост човечка и со убави зборови, туку во сила се проповеда Евангелието. На апостолите Исус им вели, почекајте додека не се облечете со сила од озгора. Царството Божие од деновите на Јована па до денеска се освојува на сила. Значи мораш да дозволиш Духот Свети, Светиот Дух да пребива во нас, но тој пребива во вас ако останете во моите слова, вели Исус. Словото на помирување, словото благовесно, словото на љубовта, словото на мирот. Тоа е прашање како се останува во словото. Па ако пред очи, како што Давид го имаше Бог пред очи, вие го имате Исус. Не го следете го, не го слушајте го, нели? И народот, зашто слушајќи, гледајќи ги чудата што ги правеше Филип, значи Дела 8 глава 7 стих, зашто нечисти духови со голем вик излегуваа од оние во кои се наоѓаа и мнозина неподвижни сакати оздравуваа. И сатаната го знае тој денеска, некои луѓе подпомогнати од сатаната се лажни апостоли, лажни исцелители, лажни пророци. Сме виделе многумина, имат и на интернет. Добро треба да се провери. Никој никого не може да исцели освен Исус, освен Духот. Апостол Павле вели благодатта да не остане празна, но не јас повеќе се потрудив од сите нив, но благодатта која е во мене, благодатта, Духот на нашиот Отец. И голема радост настана во тој град, кај што имаше исцелувања. Во градот имаше еден човек по име Симон. Симон е синко, тој правеше магии. Симон е синко човечки. И со тоа го вчудуваше народот од Самарија. Видете, сатаната им дава одредени, бидејќи тој е исто така има поднебесните сили, тој има одредена сила. Но само еден ангел е доволен се до тоа да распрсне. Меѓутоа Бог дава, нашиот татко, долго трпелив, многу милост и дава право на избор со сопствена волја да избереме да се вратиме во Царството Небесно, да научиме да се љубиме. Правеше магии и со тоа го вчудуваше народот од Самарија, Симон, велејќи за себе дека е тој голем човек. Значи, тој вели дека е голем човек. Тој е исцелителот. Тој исцелителот. Овој исцелува демони. Овој. Исус исцелува по волјата на Отецот.
велејќи за себе дека е тој голем човек. Знаете, кога ќе почнат самофалци, безумство е да се фалиш самиот себе. Бог го фали. Кој го се фали со Господ Отецот, да се фали. Него го слушаа сите од најмал до најголем, за Симон, што исцелуваше, нели, исцелители, сме виделе ние исцелители многу. Овој е силата Божја, наречена голема. Ке рече, јас сум избраникот, јас сум тој и тој, јас сум овој. Исус не рече јас сум. Освен кога го бара каде е Исус, тој рече јас сум и тие падна. Тој велеше слуга, стана телесен, се откажа од својата Божја природа. Не заборавајте дека во Исус пребива со сета негова полнота, нашиот Татко небесен. Размислете кој ја пролеа крвта и кој велми и упреку е распнат на Голгота. А го слушаа внимателно затоа што подолго време ги беше восхитувал со своите маги. Луѓето бараат чуда и тогаш поверуваат. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо, кој правеше чуда во името на Исус во Царството Божјо, и за името на Исус Христос почнаа да се крштеваат мажи и жени во градот на Симона. Тогаш поверува и самиот Симон. Слава ти, Господи Исусе Христе, да поверува Симон. И откако се крсти, постојано го придружуваше Филипа и гледајќи дека големи и чудеса се вршеа, се восхитуваше. Кога слушнаа апостолите што беа во Јерусалим, дека Самарија, добриот самаријанин, нели, евреите и самаријаните не се меша, го примила Словото Божјо, ги пратија кај нив Петар и Јован. Тие штом слегоа се помолија за нив да го примат Духот Свети. Духот Свети да го примат. Да го примат Духот Свети. Ако се откажеш од себе си, му дозволиш на Исус да се насели, да направи сокровиште со Отецот Небесен во твоето срце, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, да го завртиш десниот и левиот образ, левата рака да не знаеш што прави десната, да одиш 5 мили, 100 мили за некој, ако ти рече да одиш 2, да му дадеш кошулата и горната облека, да го благословуваш непријателот свој, да го љубиш својот ближен како себе си. Како себе си, сите сме чеда Божји, Негов род сме, од една крв сме направени. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тие штом слегоа се помолија за нив да го примат Духот Свети. Ако останете во моите слова, ќе ви го пратам Духот Утешител. Ако останете во моите слова, нова заповед ви давам да се љубите, а тешко е да се љуби. На човек треба да го научиш да љуби, да му кажеш како да љуби, да тепа да мрази, нема потреба, тоа се внат неговите домашни. Тоа се непријателите кои треба да ги изгониш со помошта на Светиот Дух, со помошта на Исус, да го повикаш Исус да живее во твоето срце. И кога немаш сила некого да љубиш, те нервира, те соблазнува. 3 кора назад, Исусе, помогни ми, јас не можам сам. Ајде напред со тебе, дај му ја раката, нека те води. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зашто се уште не беше слегол на еден од нив, зборува за Духот Свети, а само беа крстени во името на Господ Исус Христос, метафорично, символично се потопуваат во вода и се крштеваат. Но тоа ништо не значи ако не останете во делата на љубовта, ако не останете во царскиот закон на љубовта, ако не ги љубите сите, ако не осудувате, ако им простите на сите. Прости им, Татко. Исус на крстот не знаат што прават. И Стефан направи така. Стефан им рече: Господи, не примаим го ова за грев. И штом го рече, тоа почина. Претходно рече: Господи Исусе, прими го Духот Твој, мој. Духот е од Бог душата. Сме ние. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. Но претходно имаме кога се помолија, дали треба да го направат тоа. Не да ја исполнуваш, апостол е човек кој ја исполнува Божјата волја, не својата.
Значи, твојата волја треба да се претопи во Божјата волја. А Симон, кога виде дека Духот Свети се дава со полагање раце, и денеска полагаат раце, стават раце, полагаат, но пишува пребрзо да не полагате раце. Што значи тоа? Па само кога Духот на нашиот Отец ќе ти каже, ако научиш да молчиш во присуство на Бог, и Духот на нашиот Отец да говори низ тебе, тогаш ти стануваш апостол. Но само по Негова волја. По Негова волја. И кога се полагаат рацете, се полагаат по Негова волја на Отецот Небесен. И им рече Петар, Симоне, синко, дајте ми ја и мене таа власт, да над кого да ги положам рацете да го прими Духот Свети. Но Петар му рече, среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто помисли дека дарот Божи може да се плати, да се стекне со пари. Среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто помисли дека дарот Божи може да се стекне со пари. Знаете, одредени заедници примаат пари од странство, држат тука. Мали црковни групи. Сребро и злато немам, тоа што имам, тоа ти го давам. Не можат самите да обстанат. Интересно. А Исус каде е тука? Зошто не се помолат на Исус да им дотури и да бидат вистински Исусови апостоли? Ти немаш дел ниту право на таа работа, му рече Петар, бидејќи срцето твое не е право пред Бога. Срцето твое не е право пред Бога. Чисто срце создај во мене, Господи. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Мудро срце, чисто срце, тесно ви е во срцата ваши. Срце со крила што лета кон тебе. Срце со крила што лета кон тебе. Дојди, о Исусе, дојди, остани. Дојди во срцето мое и остани. Ти немаш дел, ниту право на таа работа, бидејќи срцето твое не е право пред Бога. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Христосе. Слава ти, Исусе. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Повикувај го од срце. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Во срцево мое дојди и остани. Дојди во срцево мое и остани. Значи, срцето твое не е право пред Бога. Господи Исусе Христе, те молам да ми дадеш право срце, да биде право пред Тебе, да ги љубам сите, да им простувам на сите. Да се покајам за секој грев што сум го направил со мисла, збор, дела и помисла што сум заборавил да го исповедам. Те сакам, Господи Исусе Христе, туку покај се за оваа зла намера. Значи, Петар му вели на Симона, Симоне, синко, што правиш? Покај се за оваа зла намера и помоли му се на Бога, за да ти се прости помислата на срцето твое. Помисла на срцето. Значи, Господ не гледа на лице, туку на срце. Какви се твоите помисли? Оној кој не го љуби братот свој пребива во смртта. Луѓето не се љубат меѓу себе. Кој не го љуби братот свој е човекоубиец. Пазете. Кој го љуби Бога, треба да го љуби и братот свој. Дали го љубиш братот свој? Кој е братот твој? Па самарјанинот, секој оне што не е како тебе, било кој, сите сме негов род сме, од иста крв сме направени. Сите сме браќа и сестри. Знаете, некој го разбира тоа буквално, како например мормоните. Туку покај се за оваа зла намера и помоли му се на Бога за да ти се прости помислата на срцето твое, бидејќи те гледам дека си исполнет со горчлива жолчка и во окови на беззаконие. Горчлива жолчка и окови на беззаконие. Знаете, процесот на умирање на стариот човек, оно што го правиме символично во вода, е долг. Непријателот на човекот се неговите домашни. Тој мисли на завист, љубомора, похлепа, немир, осудување, сребролюбие, разни телесни страсти, но исто така мисли и на нас околу.
Секогаш има повеќе слоја во Светото писмо. Татко мој, зборувај ти низ мене, јас да не зборувам, те сакам, Господи Исусе Христе. Бидејќи те гледам дека си исполнит со горчива жолчка, кој може да види што има во човек освен Духот Господа? Значи тој во дух го гледа тоа. Симон одговори, помолете му се за мене на Господ вие, да не ме стигне ништо од она што го рековте, барем знае дека нема сили. И така, откако посведочија изборуваа за Словото Господово, амин, тргнаа кон Ерусалим, проповедувајќи го патем Евангелието во многу села самаријански. А на Филип му рече ангел Господов, ето така действува Христов апостол. Стани и тргни на југ, по патот што води од Ерусалим за Газа, кој е пуст. А тој е послушен на Бог, стана и тргна. И ете еден човек од Етиопија, евнух, висок достоинственик на Кандакија, етиопската царица, кој беше чувар на сите нејзини ризници. Тој дошол во Ерусалим на поклонение, нели Соломон му изгради храм. И сите доаѓа на поклонение во еден период. Тоа било добро и позитивно, но видете, Севишниот не живее во ракотворни храмови, како што вели пророкот. Тој им го кажа Стефан кога го каменува. Небото е мојот престол, земјата подножje на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ. Но сепак, евнухот отишол да се поклони. Светилиштата се потикнувачи на вера, но Господ не живее во храмовите. Тој живее во твоето срце, во моето срце. Ако му дозволиш да те облече во љубовта, ако му дозволиш да те преплави во љубовта, ако му дозволиш да ја дишиш љубовта, бидејќи духот животен, што ти е вдахнат е самата љубов, пламенче на љубов која треба да се разгори, да изгори се што не е твоите непријатели, твоите домашни. Стопанот на куќата е Верзебул, Зезебул. Која куќа? Твоето тело, синко. Телото е греовно, кој се е во телото ќе познае смрт. Ако му дозволиш да живее во твоето срце, тесно вие во срцата ваши има на едно место, да не примите во срцата ваши. Значи, беше чувар на сите нејзини ризници, евнухот. Тој дошол во Ерусалим на поклонение и сега се враќаше и седејќи в кола го читаше пророкот Исаија. Духот пак му рече на Филип, приближи се и застани до колата. Духот на нашиот Отец. Научете се да молчите во присуство на Бог, на Исус. Застани пред Исуса, молчи, отвори го срцето и вети го срцето, Господи, дојди и насели се во мене и слушај. Духот да почне да зборува низ тебе. Но тоа е процес на умирање на стариот човек, на пребивање во љубовта. Мораш да останеш во законот на љубовта, да ги љубиш сите. Победи го злото со добро. Љубовта покрива многу гревови. Љубовта не помни зло. Духот пак му рече на Филип, приближи се и застани до колата. Филип побрза и откако чу дека тој го чита пророк Исаија, му рече, го разбираш ли тоа што го читаш? Христијанино, го разбираш ли ова што го читаш? И што ти го зборува? Дали го разбираш? Со срцето да разберат. Со очите не гледаат, со ушите не слушаат и со срцето не разбираат, со срцето да разберат. Да се покајат. Што? Дека Бог е љубов, дека ти треба да бидеш љубов, да се совршуваш во љубовта. Го разбираш ли тоа што го читаш? Го праша Филип евнукот, овој одговори, како ќе можам да го разберам ако некој не ме упати? Духот Свети ќе ве научи на се. Тој ќе ви ја каже целата вистина. Тој ќе ви ја каже чистата вистина. Помазанието ќе ви каже се, нема потреба некој да ве учи. Тоа ќе ве научи на се. Кој учи? Кој учи? Духот. Духот, не луѓе. Но има луѓе што се во дух. Како ќе можам да го разберам ако некој не ме упати? Па го замоли Филип да се качи и да седне за него да го упати, а местото од писмото кога го читаше беше ова. Како овца на клање беше одведен, како што јагнето стои безгласно пред својот стригач, така и тој устата своја не ја отвори. Како овца на клање беше одведен, како што јагнето безгласно стои пред својот стригач,
така и тој устата не отвори нашиот Господ Исус Христос, кога пребиваше Отецот Небесен со сета негова полнота на Голгота, во неговата понизност тој беше лишен од праведен суд. Нема правда на земјата, нема мир за грешниците. Божјата правда, не човечката. А поколението негово кој ќе го искаже, зашто животот негов се одзема од земјата. Се одзема. Не знам дали е преводот седе. Значи земјата, телесноста, сатаната е фрлен на земјата. Затоа постои земјата. Тој е отпаднат дух, материализиран по камен, бидејќи духот кога ќе се земе во материја. Човекот е од земја. Човекот е од земја, од кал. И му е дух на дух. Значи тоа е отпаднат дух, валкан дух што се спротивставил паднат дух. Духот. Човекот е од кал земја. Во земја дојдовте, во земја ќе се врати. Освен ако не го избереш Исус и не го примиш во срцето. Зашто животот негов се одзема од земјата, од телесното. Исус плукна на земјата, му ги отвори очите на слепиот и тој стана пратен во бањата Силоан, стана пратеник Исусов. Така се отвораат очите. Срцето како се отвора. Исусе, прости ми за секој непокајан грев. Исусе, те сакам. Исусе, не можам да го решам ова, помогни ми ти предавам се во твоите раце, мојава душа, мојаво тело, мојот дух, се што имам, се моје твое. Тогаш етиопјанецот проговори и му рече на Филип, те молам за кого ова го зборува пророкот, за себе или за некој друг, зашто животот негов се одзема од земјата. Тогаш Филип ја отвори устата своја, започнувајќи да му објаснува тоа место во писмото и да му благовести за Исуса. Те сакаме, Господе Исусе Христе, семоќен Спасител наш, се присутен Содржител, нека е вечна славата Твоја. И одејќи така патем тие стигнаа до една вода и етиопјанецот рече, еве вода, што ми пречи да се крстам? Видете, тој има жет во срцето. Филип му рече, ако веруваш од срце, уште еднашка, ако веруваш од срце, те сакаме, Господи Исусе Христе, можеш. Тој одговори и рече, верувам дека Исус Христос е Син Божи. И заповедта да се верува дека Исус Христос е Син Божи, значи да се постапува како Исус, да му се предаде животот, да владење на Исус и волјата Негова, Твојата волја да биде Неговата волја, да ги љубиме меѓу себе како што Тој не возлюби. И заповеда колата да се запре, па слегува во водата обајцата и Филип и евнухот и го крсти во водно по Јованово крштение. Но покајте се треба први, покајте се. Да се покаеш за се. Да сватиш дека си грешен, дека си отпадната материја, дека си кал земна во која дувна дух животен. И си станал жива душа. И скапо сте платен и треба да го делиш телото. И душата чисти, скапо си платен, синко, имаш малку време. Пишано е дека и сатаната има малку време. Кој е сатаната? Па сето она што не го примиле Исус, тоа е материјална природа, телесна, има два идентитети на земјата, синови човечки, синови ѓаволски и синови Божии, оние што го примиле Исус, тие што не го примиле Исус се првите. Ако го излегува од водата Духот Свети, се симна, значи тој од срце посека на евнухот и ангел Господов го грабна Филипа и евнухот веќе не го виде. Видете, за Бог се е можно. Тоа што човечко око не помислило, што око не видело, што уво не чуло, што срцето не помислило. Господ им го ветил на оние кои го љубат. Тој радосно го продолжи својот пат, евнухот Филип се најде во Азот, откаде што тргна во биколка. Не седеше во некоја деноминација, да си пее песнички, да си прават литургиски театарски дела, место за гледање театар, да го даваат својата љубов, него појди и љуби. Пршеше во биколка, запамте го тој проповедувајќи го Евангелието по сите градови, додека не стигна во Кесарија.
dodeka ne stigne v Kesarija. Ako od srce posakate da излезете од овој свет телесен, кој го владее сатаната, таткото на лагата, и го повикате Исуса Христа во своето срце, и го помолите тој да ве учи, тој да ве води, тој да ви покаже заедница каде треба да се дружите, да се молите, да действувате во љубовта на Исуса. Значи, тамо вика, на едно место се вели службата на помирувањето. Служба на помирувањето со кого? Со Отецот Небесен. Со љубовта која е мало пламенче во вас и која треба да се распланти, да се претворите во оган што изгорува, да изгорат сите ваши непријатели, завис, прељуба, омраза, нељубов, грев, бес, похота, насилство, сите телесни похоти. Да го оставите телото и духовниот човек да расте, а телото да се смалува. Да се облечете во духовен тело човек. Да се облечете во Исуса Христа. Мир вам до Божиот царство небесно. Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на сите оние што сега ќе речат: прости ми, Исусе Христе, ти го предавам својот живот во твои раце, исцели ме и поведи ме да врвам по твојата светлина, да врвам по твојата љубов, да бидам син или керка Божја. Те сакам, Господи Исусе Христе, го барам царството Божјо, за се да ми се придаде. Амин. Мир вам до Божјо царство небесно. Кој ќе го повика името Исусово, нема да види смрт до века. Кој ќе го повика името Исусово, нема да види смрт до века. Исусе, Спасителе, го повикуваме името Твое. Исусе, Спасителе, го повикуваме името Твое. Амин. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од праземна и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се